Здраво на сите. Би сакал да почнам со тоа што звучи неверојатно дека после 9 години повторно сме тука пред основното јавно обвинителство, но не е неверојатно, за жал. И после 9 години од првиот напад врз ЛГБТ центарот, ние добиваме известување за напад кој е пред 7 години и за кој не известува обвинителството дека МВР ги известило дека немаат форензичка технологија за препознавање и компарирање на лица кои се на снимките од нападот врз Дамар, каде што ЛГБТ центарот го славеше роденденот, и дека заради тоа тие нема да покренат постапка и дека нема основи за сомнение дека е сторено кривично дело. Ова абсурдно известување кое доаѓа после 7 години навистина не запрепасти, затоа што овие институции се одговорни за тоа како се движи општеството, како се однесуваат луѓето кон одредени поединци или групи, конкретно кон ЛГБТ и заедницата. Со ова непостапување, тие не само што го покриваат ова злосторство од омраза, туку ги обесхрабруваат сите други кои доживуваат насилство, за кои ние знаеме да не пријавуваат. Ако обвинителството не постапува по случаи зад кои стојат организации, како ќе постапува по случаи зад кои е еден поединец, една единка во општество? Затоа сме сигурни дека основното јавно обвинителство постапува со предрасуди и дискриминаторски кон ЛГБТ и заедницата. Ние сме оставени на ветрометина да може да си дозволува било кој што и да прави, што сака да прави. А очигледно нема никаква контрола врз работата на основното јавно обвинителство и врз работата на обвинителите. Затоа што се поставува прашањето каде е тука Советот на јавни обвинители. Ако ништо друго, ако никој не поднел представка до Советот на јавни обвинители, дали Советот на јавни обвинители ги чита извештаите на Европската комисија и дали тие не се нивна домашна задача за пропустите и фелерите кои ги пронашла Европската комисија да постапи веднаш да се обиде да ги поправи. Ако не ги чита извештаите на Европската комисија, не си ја работи работата. Ниту Советот на јавни обвинители. Затоа го повикуваме Советот на јавни обвинители, подитно да ја провери работата на јавното обвинителство и на обвинителите кои конкретно ги работат, односно не ги работат овие случаи. Исто така ги повикуваме медиумите, кои очигледно исто така не се многу заинтересирани, малку да истражат и да видат кои се овие обвинители кои не работат, малку да истражат и да видат што прави Советот на јавни обвинители во оваа држава. Ние веќе овде имаме со нас и ќе ви дадеме и нивното известување, нашата жалба по тоа, така да ние поднесовме жалба во предвидениот рок. Освен овој, колку знаете, индивидуални напади през... Јас не можам такви темни бројки да шпекулирам, меѓутоа има напади, има многу напади, има насилство и не само напади на улица, има домашно насилство, кое никој не го пријавува, токму заради неработењето. Значи нема ЛГБТ и заедницата не чувствува правна сигурност